што правиш? Па еве да ти кажам, цел ден угужва сум и сега прв момент малку да седнам у канцеларија, да подпишам уште нешто и така да си одам. Ти што правиш? Па ја исто нешто денес глава ме заболе попладнево по толку време. Абе тебе и ник не те болеше глава. Да, ама ник ни подобро малку ме болеше сега. Ето малку помалку, сега ме боли левава страна малце лошо. Порано што те болеше. Патеки околу ова, патеки околу она, аквапаркови, не знам што правиме, мислам, ние сме лудаци. Ние сме лудаци, ова што го правиме е ненормално. Значи тоа треба да го разбереме дека е ненормално. Идиотска е состојба. Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп дома. Само ти си против да те разбрав, против што си? Јас сум против дивоградбите. Исто да се рушат. Исто и јас. Ако е потребно едно село нека оди, ако не е законски. Добро вечер. Очигледно Шупреиш многу ќе ни недостасува повеќе отколку досега, затоа што со новиот предлог закон ќе се забрани емитувањето на сето она што беше досега емитувано во бомбите, така наречени бомби што ги објавуваше опозицијата, но и ќе се избришат од архивите сите оние објави кои досега ги имаше на пресконференциите и кои ги превзема медиумите. Токму затоа вечерва со мене во студиото на Топ Тема се предлагачот, еден од предлагачите, пратеникот Талат Џафери. Добро вечер. И на спротивната страна се новинарите, јавноста. Тоа е господинот Горан Трпеновски, уредник на политичката редакција во Весникот Вест, и Катерина Блажевска, аналитичар, пишувате и во Дојче Веле и на порталот Призма и во други медиуми. Ве благодарам и вие што се согласивте вечерва вака очи во очи со Талат Џафери, бидејќи е некако свежо, само неколку часа е од објавувањето на предлог законот, да видиме што ги мотивираше предлагачите. Вие сте предлагачи, господинот Крсто Муковски од ВМРО ДПМНЕ. Еве слушнавме дел од содржините на легендарните бомби. Тука имавме дел од она што го разговара министрот за финансии Ставревски со некогашната министерка за внатрешни работи Јанкуловска, го имаше и лидерот на вашата партија Ахмети со Груевски. Како дојдовте на идеја да се направи еден ваков предлог закон кој се вика за забрана за поседување, обработка, објавување и располагање со материјали кои произлегуваат од незаконско следење на комуникациите по скратена постапка? Насловот е долг, не знам дали воопшто некој може да го запамти. Мислам дека насловот на предлог законот не е подолг од законот за определување на специјалниот обвинител. И во секој случај, значи идејата е работите да се вратат во институционална рамка, иако како резултат на политичката криза сите нешта работи во политиката во Република Македонија се изведени надвор од институциите, како резултат на недоверба кон институциите, зашто се согласивме сите ние дека довербата на граѓаните кон институциите е нарушена. И во тој контекст, уште на почетокот на исполнувањето на одредбите од договорот од 2, односно 15, значи 2 јуни, 15 јули, пржино, при процесот на донесувањето на законот за определување на надлежностите на специјалниот обвинител, се согласија лидерите во рамките на тој договор. Сите беа согласни како лидери дека е неопходно понатаму работите да се стават во институционална рамка во смисла на оневозможување понатамошна злоупотреба на можноста за поседување, употреба, креирање, докреирање и не знам како ќе го кажеме, на материјали кои што ќе создаваат такви ситуации како што беа содржините на делот на бомбите што имавме прилика да ги слушаме во претhodниот период. Ова беше усмен договор, зашто не го видовме досега во ниту една од точките. Јас не сакам да прејудицирам дали е тоа усмен договор, дали е тоа писмен договор, него знам
и се увери во тоа дека е тоа дел од договорот, дека покрај законот за специјалниот обвинител, согласност од сите лидери е дадена дека е неопходно ова материја во понатамошниот тек треба да се определи и да се санкционира со посебен закон, кој што како дел од договорот ќе треба да оневозможи злоупотреба понатамошна по принципот на поседувањето на првично, значи на можноста за поседување на такви материјали и во понатамошна постапка во злоупотреба на користење тие материјали кои што произлегуваат од прислушувањето сега нелегално, легално, тоа допрва треба едниот дел да го утврди специјалниот обвинител, другиот дел да го утврди анкетната комисија која што прочем треба да се формира и да се конституира во собранието. И ние сметаме дека и тогаш и лидерите сметаа дека треба да се создават услови дека да се прекине со праксата на можноста на објавување, затоа што сметавме и сметаа веројатно и лидерите дека дел од надлежностите по правото на општење со јавноста се надминува уставната рамка по однос на правото на објавување на материјали кои што се косат со личното, приватното, значи оно што е приватниот дел и оно што е јавниот дел. Неповредливост на сите области на комуникација на граѓаните? Да, во тој контекст, значи уставна категорија и впрочем во времето кога го сменивме уставот, поготово јас треба да зборам и од тој дел, и од тој аспект што бев дел од собранието во времето кога го сменивме уставот во делот на членот 17 по однос на можноста на државата да и се овозможи законска рамка, уставна рамка за посебни мерки истражни за да се откриваат и да се превенираат специјални, условно кажани, кривични дела кои што се однесуваат на организиран криминал и не знам кои сега потек да не навлегувам подолго и пошироко, но уште тогаш остана презумпцијата дека приватноста е неприкосновена. Да, во било кој случај, значи приватноста е неприкосновена и во тој контекст, значи уште како резултат на можноста што се појави и се пројави од делот на објавени бомби политички, се искажа како можност дека може и можно е да се задира во приватноста на граѓаните, па без оглед дали се тоа носители на јавни функции или тоа се обични граѓани, сметавме и во контекст на тоа во разговорите што се воде, се произлезе под покровителство на меѓународната заедница, значи како представници на меѓународна заедница, амбасадата на Соединените американски држави и на Европска унија, кои што ги следат разговорите и преговорите околу дефинирањето на сите оние законски рамки кои што треба да се уредат, произлезе со законот за специјалниот обвинител, паралелно со тоа да се излезе и со предлог закон и уште тогаш джентлменски било договорено. Да, сега ова джентлменски, да ви кажам и тоа што не го кажав на конференција за печаток. Да, меѓутоа потоа го спорја Илија Димовски Шилегов. Во ред. Само ова реченица. Джентлменски бил договор да се поднесе и овој закон. И во една прилика пред 2 недели кога бевме на разговорите за формирање на анкетната комисија во клубот на претеници, кога го начнавме ова тема, сите страни потврдија да, беше решено и договорено покрај законот за јавниот обвинител, специјалниот, да се има предлог закон и за ова материја и тогаш јас им поделив текст, драфт на текстот на закон на сите учесници тамо. Таму беа представниците на опозицијата и на СДСМ? Поименично ќе ви кажам. Покрај мене беа присутни Шилегов, како представник на СДСМ, беше Антонио Милошовски како представник на ВМРО, и Мералију како представник на ДУИ и Хјут како представник на Европска унија, кој што ги менаџира овие работи. И сите констатираа дека да, тогаш беше договор и овој закон да оди и затоа им поделив текст на законот. Од тогаш до денес
никој од нив не даде никаква забелешка по однос на тој текст. И сметав, пошто е крајниот рок денеска, дека треба да се изјаснат групите за преговарање по однос на избирачкиот закон и доколку денеска до полноќ се договорат за текстот, би имало потреба наредна седница да биде веројатно утре, и во тој контекст сметавме дека во наредна прва седница би требало да влезе и овој предлог закон, и не случајно го така, да не си кажете се на почетокот, да. Добро, и не случајно денеска. Да, вака, она што го спомнавте и уставот, и мотивите, и договорите. Меѓутоа, она што најмногу реакција побуди кај новинарите, јас би сакала, еве, ако може режијата да ги покаже Facebook статусите за почеток на голем број на новинари, јавни личности, дел има и политичари, можеби меѓу нив тој клип со овие статуси. Реакциите беа во смисла на тоа дека прво се крши член 16 од Уставот за слободата на говор, потоа се задира во делот на казнувањето на медиумите кои што не само што нема да објавуваат содржини, туку мораат и од архивите да ги избришат до сега објавените бомби. Блажевска, еве конкретно, што за вас значеше овој предлог закон и што сметате дека се прави со овој закон? Едно е политички договор, меѓутоа како сето тоа пак ќе се одрази на медиумите и јавноста? Па, во екот кога се решава политичката криза која настана токму по повод објавувањето на овие разговори, ова сега мене ми личи на едноставно ретуширање на историјата, да заборавиме што се случило и како се започна. Јас само, господине Џафери, сакам да ве прашам, бидејќи не сум сигурна дека добро ве разбрав. Дали вечерва во клубот на пратениците, на работната маса, е и овој предлог? Чи предлагач сте вие или погрешно ве разбрав? Погрешно сте разбрале. Овој предлог закон на маса бил вечерта, тоа ве разбрав. Вечерта на 5 септември, кога се донесуваше законот за јавниот. Но рековте дека и вечерва треба да се изјасна до полноќ. Не вечерва. Не, утре на седница ќе го стави. Добро, поред. Ќе ве молам. Така, значи, уште еднаш да се дообјаснам, за да, ако вие овде не ме разбравте, предпоставувам дека има луѓе кои што не слушат, дека не ме доразбрале, и затоа уште еднаш сакам да повторам. Значи, предлог законот кој што денеска го дадовме пред собранието е резултат на договорот на лидерите по однос на воспоставување на системот на специјален обвинител, кој што е регулиран со посебен закон. И сите беа согласни дека покрај тој закон треба да се има уште еден закон кој што во иднина, за да не ја попречи работата на специјалниот обвинител, треба да се има еден закон кој што ќе обезбеди не секој веќе ја кажавте, да може да манипулира со содржините. Тоа пред 2 недели предлогот сте го дале до најменуваните пред 2 недели кога бевме на разговорот за основање на анкетната комисија која впрочем е плюс една обврска од договорот. Во тој контекст кога разговаравме, јас го поставив како проблем. Дали тоа значи дека претходно сте го договориле и ово? Јас не сум бил дел од разговорите и не сум дел од преговорите кои што се обавува во клубот на пратеници. Во тој контекст. Значи, вечерва не е на маса. Меѓутоа ќе се најде во собрание утре. Утре за прва наредна седница. Прва наредна седница по процедура, повелете. Ова што вие зборувате дека до денеска не сте добиле одговор, и јас не би ви одговорила, бидејќи ова е сосема непристоен предлог. Ова е, може би, вас и на вашиот коалицијски партнер ви решава нешто во смисла на контрола на штетите што настанале од објавувањето на бомбите, но ова се коси со јавниот интерес и им ги врзува раците на новинарите комплетно. Договорот од 2 јуни
освен законот за специјален обвинител, вели дека со непосреден ефект нема да има понатамошно објавување на каков било прислушкуван материјал. Повраќањето на СДСМ во собранието, сите материјали кои ги поседува партијата или било кој друг ќе бидат поднесени до обвинителството за итна постапка. Да, токму така. Значи, вие во рамките на ова можете да го решите проблемот, но со архивирање, со технички процедури, а не со навлегување во објавувањето или толкувањето на она што го покажуваат бомбите. Затоа што ние новинарите утре нема да можеме наслов да напишеме. Ако јас, например, еве кажете ми господин Џафери, дали јас ќе бидам казнета со казна затвор од 4 години најмалку, затоа што утре би ставила наслов на текст кој вели дека новиот буџет укажува дека и натаму ќе купуваме чоколади, а немаме залепи. Не ве прашувам, затоа што тоа е веќе вкоренето. Ама не ве прашувам. Ќе ве молам. Не, ама мораме да ги рачистиме. Вие можда поставувате прашање кое како што сакате, но не е во контекст на предлог закон. Да. Како не е? Токму така, обработка, се забранува поседување и обработка. Не во прилог и не во контекст на предлог законот кој што го пуштивме во процедура. Прочитајте си го членот 2. Затоа што, да, ќе го читам членот 2 и ќе ви кажам што значи обработка на материјалот. Затоа што законот, односно предлог законот, целта, материјалниот дел на законот, компетенциите на законот се определени прво со насловот, па се определени со членот 1 и 2, и во тој контекст, насловот на законот е дециден. Значи, предлог на закон за забрана за поседување, обработка, објавување и располагање со материјали кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации. Јас ви кажувам една фраза која произлегува од а вие може да кажете 10 фрази кои што произлегуваат. Нема да бидам казнета. Пример кои што произлегуваат од предлог закони кои што се во редовна постапка и од оно што го посочивте вие, пример, буџетот за 2016 година, и вие како новинар ќе констатирате во предлог буџетот за 2016 година дека ставката НН е предодредена за злоупотреби. Тоа е ваша одговорност морална прво, затоа што морална дека нешто незаконски сме објавиле. Ако вие зборувате за буџетот 2016 во контекст на овој закон, тогаш не е тоа. Значи ќе може да биде казнато? Не. Аналогија да мора да извлечеме. Како ќе биде казнато? Затоа што предлог законот не е производ на прислушувани материјали, него е производ на официјален предлог на институција која што е надлежна да предложи буџет на собранието. Добро, мислам дека не се разбираме добро. Вие може да мислите што сакате, еве ќе ви кажам, вие може да мислите што сакате. Овде сме пред јавноста. Овде имаме предлог закон, ако веќе зборуваме за тоа, кој што конкретизира материјалниот дел на законот, со што ќе се бави законот. Законот ќе се бави со лицата, институциите кои што поседуваат, кои што обработуваат, кои што располагаат, кои што ќе објавуваат материјали од нелегално прислушувани. Содржината на материјалите се дел од материјалите. Меѓутоа еве едно друго прашање има. Не само вака да се договориме. Знам дека сте вие политичар, меѓутоа новинарите мора да прашуваат. Да не се доведеме во ситуација само вие да имате. Јас како модератор морам да напоменам. После изгледа дека господин Џафери не спорам со правото на било кој овде. Не спорам со правото на било кој овде да поставува теми и дилеми. Но јас треба да образложам оно што е. Добро, само да и бидете парламентарен, што би се рекло, за да можеме да поставуваме прашања. Но не прифаќам констатација непристоен предлог. Јас сум надлежен законски предлагач на законско решение. Јас можам да го анализирам и да го коментирам. Исто така ваше е право да кажете непристойно, незаконски, нечовечки. Извинете, Пеновски доаѓа од Весник. Дали значи ќе го запали Весникот за да нема веќе материјали? Ве молам да прашам архивата на Весниците треба. Тоа е логично прашање. Он не треба да го пали Весникот. Он треба
треба, ако поседува такви материјали, кои што произлегуваат од незаконско прислушувано действие, соодветно на овој закон и на други закони, конкретно да ме праша? Да, ќе ме прашате. Само да ви докажам. Може, универзитетската библиотека секој има право да ги доставиме примерот. Имаме објавено публикации, вестници. Треба да одиме во универзитетската библиотека и затоа што овде вели архиви. Вели архиви. Едно е работа што сте објавиле вие вчера. Не само ние вчера. Полека се. Конкретно не мислам сега. 6 месеци е тоа. Конкретно не мислам сега на тебе. Тоа е како палење на рајстагот и книгите да запалиме сите. Една е работа на оно што сте го објавиле денес, до денес, вчера, утре, до влегување во сила на законот. Друго, оно што ќе го чита читателот во библиотека, како што вие насочувате и посочувате, и тој ќе остави на Facebook статус, и тој треба да одговара. Затоа што тоа поттекнува од еден период кој што не бил санкциониран. Значи не важи ретроактивно законот? Ама не може да не важи ретроактивно кој вика поседување, архивирање. Вика поседување, обработка. Ќе ве молам, вие поседувате работи, предпоставувам сега. Ама јас поседувам и работи, хипотетички предпоставувам Трпеновски како главен уредник на Вест или не, само господин Джафери да расчистиме. Ние сите новинари поседуваме материјали кои ги објавуваше опозицијата на пресконференциите. Тие материјали се објавувани се наоѓаат во нашите архиви. Тоа е едно. Се наоѓаат во универзитетската библиотека, во архивот на Македонија може да се наоѓаат. Тоа е едно. Се јас да не можам да го објавам. Поседување на објавени материјали до. Се наоѓаат во нашите домови како цедини. Објавени материјали до. Значи што правиме со тие материјали? Објавени материјали до. Така? Да. До законот. Да. Но предпоставка е и вие, и тие, и јас, и било кој поседува и материјали кои што не се објавени, така? Не зборуваме сега за материјали што ги поседуваме и кои се јавно објавени. Дали тие треба да ги уништиме, ве разјасните? По законот треба и тие да се уништат. По законот за специјален обвинител, а по законот за специјален обвинител, новите бомби не се објавуваат. Го читаме господине Джафери така како што е напишано. Вели дека секој кој поседува, ве молам. Значи ве слушавме со вашата филибастер тактика во парламентот. Секој кој што поседува. Овде ве молам оставете ни нас да кажеме. Ајде кажете. Значи секој што поседува или има пристап до тие материјали должен во рок од 5 дена да ги достави таму и таму. Значи тоа важи и за материјалите што ги имаме. Добивме сите цедини. Ама тоа више не ги поседувате вие, ги поседува јавноста тоа што е објавено. Тоа не може да се смета како па на јавноста да го земиме тоа. Полека сега. За нешто незаконско дело да искратиме на јавност. Сакам да ви кажам, вашиот закон на автентично толкување на законската рамка му подлежи на тој што го носи законот на законодавецот, на собранието. Значи, јас сум предлагач. Така? Да. Утре, за недоволдена или наредна прва седница, која ќе биде, кога ќе биде. По скратена постапка нема една нареднова. Се знае, по скратена постапка до петок може да биде донесен. Зошто до петок? Скратена постапка подразбира дека овој предлог закон влегува на расправа во пленарна седница на прва наредна седница. Прва наредна седница. Дали ќе биде утре, дали ќе биде задутре, дали ќе биде во петок или ќе биде за месец дена, тоа е прва наредна седница. И сега, да ви олеснам. Правото на толкување на законската норма му на парламентот на автентично толкување. Идејата е затворен цело време со вртелокруг. Биде толку реченици конкретно. Околу идејата и целта на законот. Што сте мислеле кога сте го напишале? Идејата на законот е од моментот кога е избран специјалниот обвинител, на кој му е предодредена надлежноста со закон, по влегувањето во сила на работата на јавниот обвинител, определен со посебен закон, да се создава законска рамка, да све што постои по однос на темата прислушкување, дали тоа законска, незаконска, тоа веќе до прва треба да се утврди, дали било законска или не било законска, затоа што тоа треба тек да се утврди. Но све што постои по однос на таа тема
да се врати во институционална рамка, а не во рамка на она што се смета, кој што ќе стигне, каде што ќе стигне, да каже јас за Лупевска ова. Добро, за еве, баш јас за талат, еве добро, имаше и за Лупевски и за другите новинари. Сега ве прашувам, и колегите веројатно сакаат да знаат дали до сега објавените материјали што ги мислам дека не се предмет. Мислам дека можеме да ве држиме на збор, нема мислење. Вие мора да знаете. Јас како што го толкувам законот, јас сум предлагач на законот. Јас го толкувам и затоа мислам дека тврдам дека треба да речете, ако сте предлагач, треба добро да знаете што сте ставиле на хартија. Дека објавените цифираните не влегуваат. Не сум Божиновска, јас сум Блажевска. Блажевска, извинете, Блажевска. Идејата моја како предлагач е тоа што е објавено, тоа веќе не можеш да го третираш со закон. Не разбирате? Затоа што во тој случај законот треба да каже сите материјали објавени од тоа време подлежат под овој закон. Ако тоа не е експлицитно кажано, подразбира од моментот на влегување во сила на овој закон, сите тие што поседуваат материјали. Така? Добро, ама вие како сега, политичар добра тактика едно те исто 15 например, 15 вие сте медиум, вие сте медиум. И бомбата е еден, не можете утре да ја репродуцирате како медиум. Заради што? Заради што? Зошто имате потреба да го... Имаме, тоа е заради јавен интерес. Заради јавен интерес. Во ред, да ви кажам нешто, господин. Тој дел што е јавен, да и ќе кажете сега на дебата е овде, и ќе кажете господин... Не дебата, ова е монолог. Не, вака се, ајде. Бидејќи сум модерен... И овде ќе кажете, господине Џафери, со бомбата е еден, вас ве насочија со тоа. Што ќе ни кажете за тоа? Добро, господине Талат, и друг пат сте биле на дебата. Меѓутоа, ова до сега не сте го правеле. Не сте држале монолози и особено сте парламентарен кон новинарите. Добро, законот е така. Затоа ќе ве замолам, колегите се тука, затоа што ова не е едноставно прашање, горливо е за и ја не викам дека е едноставно прашање. Ве молам да бидете фир и да им дадеме збори на другите гости. Само некој работи ова како што кажавте ви испеѓа дека сите партии се согласиле, и лидерот на ДПА, и лидерот на СДСМ, можда требаше да биде присутни СДСМ да не сакаа да присуствуваат на дебатата СДСМ, ги одбија сите покани и рекоа дека денеска има мораториум за гостување на нивни луѓе во емисија затоа што течат преговори за изборни закони. Мисля господинот Џафери е дивен представник, бидејќи добра, ај само да заврши колега. Условуваме учеството ова вие што кажавте, значи дека сите партии се согласени со лидерите и дека зошто нема подпис? Зошто таму има подпис само на Крсто Муковски и вас? Зошто нема таму подпис на пратеници од ДПА, од ДУИ? Сака да кажам. Исто ти јавниот обвинител проба и тој пушти порека не смеа да се објавуваат сите материјали. Дали консултира нова меѓународната заедница? Дали представникот на САД и ЕУ се согласија со овој закон? Да. Значи директно. Да. И да ви кажам зашто нема подпис. Джентлменски било договорено предлог законот да не го подпишуваат сите партии, него да го подпише само ДУИ. Најголем рейтинг имате. Што е целта на тоа? Целта било, не знам, ја ќе ги прашам тие што беа на преговорите. И, за да се уверам во тоа джентлменското, затоа ви укажувам, во моментов кога јас бев на разговорите за формирањето на анкетната комисија која што од собрание се префрли во клубот на пратеници под покровителство на европскиот представник Ховит. Јас го покренав ово прашање, меѓу другото прашав, ве молам да ми кажете дали покрај договорот за специјалниот имавте и ваква спогодба? Да, сите потврдија да, во присуство на тој европскиот представник. Мислите дека СДСМ ќе ве поддржи во парламентот? Ти кажувам, Шелегов беше присутен,
Милошовски и Мералију како координатор и јас како координатор. Значи Шилегов денеска даде изјава Шилегов може да каже што сака денеска. Че се бори. Абе сега може да каже Шилегов што сака денеска. Што сака, ја не викам дека лаже, што сака може да каже. Јас ти зборувам пред 2 недели. Кога зборевме за темата анкетна комисија, јас го поставив прашањето. Да, веќе кажавте, само ве молам. Дали имало? Да, и од тој момент им го дадов текстот на законот. И ќе ве молам, во најкраток рок може да ми давате можности за сугестиите. Катерина, до денеска тоа да го правиле и затоа, сметајќи дека денеска може да дојдеме во ситуација на цајтнот со предлог законот. Значи, очекувате и странскиве посредници да се сложат. Дали, Катерина, во однос на... Држиме за збор. Да видиме како реагираше американската амбасада во однос на овие прашања. Катерина? Па јас еве го имам соопштението од 3 февруари, кога јавното обвинителство излезе со едно скандалозно соопштение. Февруари? Да. Немајте февруари, денеска сме октомври. Денес касно ги прашам. Денеска господине Џафери се... Ќе ве молам, 3 февруари тогаш и разговорите и договорите на 15 и на 5 септември се друга ситуација и ќе ве молам, немојте да манипулирате со изјава од 3 февруари. Уште устане отворија новинарите, одма не прекинувате, ве молам. Не ве прекинувам. Да бидете Луковска, еве јавно кажувам, доколку не ми биде дадена можност да кажам неколку поинти, јас би ја напуштила оваа емисија, бидејќи апсолутно не гледам дебата овде. Молам се, стварно да не бидеме во ваква ситуација. Соопштението е дадено на 3 февруари. 2015-та? Да, 2015. Добро, молам Катерина да каже, ова не се случило до сега, да бидете во нетрпеливи. Господине Џафери, јас можам да ве подсетам дека сме 21 век, исто можам да кажам, и дека добиваме нешто од 18 век. Добро, чекайте, а поинтата на новинарката, талат, и октомври. Добро, талат, ве молам. Сега. Значи, она што сакам да го кажам не е поврзано со датум, туку е поврзано со некои темелни вредности. А тие се нарекуваат слобода на медиуми и забрана на цензура, која патем имате и во член 16 од Уставот. Предпочитувам и Значи, амбасадата на САД со загриженост ја проследи изјавата од 3 февруари на јавното обвинителство дека објавувањето на материјали кои можат да станат предмет на натамошна кривична постапка е забрането и казниво со закон. Амбасадата на САД подсетува дека слободните медиуми се столб на едно демократско општество, дека медиумите играат клучна улога, вклучувајќи ги информациите кои би можеле да укажат на злоупотреба на власт и да резултираат со кривични постапки против јавни личности. Загрижени сме дека медиумите во Македонија може да толкуваат изјавата на јавното обвинителство како истата да значи дека не треба тие да играат оваа значајна улога. Јас нема да дозволам вие и вашиот, морам да го наречам глупав предлог, да ме спречат да играм улогата на новинар. Амбасадата на САД ги повика властите да дадат јасно и правно објаснување за таа изјава и да ги определат околностите во кој една информација мора да се третира како службена тајна и во кој случај новинарите ќе знаат кога треба, а кога не да постапуваат. Вие зборувате за да се спречи злоупотребата со овие. Јас се согласувам. Значи, вие од мене како новинар имате апсолутна поддршка за законско решение во кое ќе се најде модификација сите тие материјали кои ги поседува опозицијата или други личности, ве молам да се архивираат во одредена процедура, тоа што ќе се достава до специјалниот обвинител е друга постапка, но она што јас како новинар би сакала да се најде на хартија, дали тоа ќе биде закон со друго име, е тоа дека тие материјали, единственото нешто за кое ви давам поддршка и ништо повеќе од тоа, е дека тие материјали не смеа да бидат објавувани материјали, односно бомби, кои што не се предмет, чија содржина не е предмет на јавен интерес, а се однесува исклучиво на приватен, интимен живот на носители на јавни функции, на членови на нивни семејства и така натаму. Значи, се што не е, мене не ми интересира дали вие приватно имате љубовница, да речеме, се извинувам што вас сега ве земам. Значи, тоа не ми... Иако во некои подемократски земји и стандарди, тоа и така е важно, ако нели ве начитаат папараците и така натаму. Заради моралната. Меѓутоа, во овие материјали,
Значи, јавниот интерес во тие материјали не е застапен, иако може, например, цела демохристијанска политика да падне во пракса ако такви работи бидат објавени. Меѓутоа, тоа се коси со јавниот интерес, со моралот, со градењето политичка култура и јас ве поддржувам единствено и само единствено за таков член. Се друго, вие под тоа да се спречи злоупотреба, не дозволувате употреба на овие материјали како теми кои што се од јавен интерес и ќе помогнат во расветлување на одредени криминални и коруптивни ситуации. Тоа ќе го работи јавната обвинителка, но јас ве прашувам, со овој закон, кажете ми еве конкретен пример, што ако дел од овие бомби, разговори, бидат прифатени како докази и понатаму во судска постапка бидат презентирани како еден од клучните доказни материјали. Новинарите известуваат, а тие седници ако бидат отворени. Само да се надоврзе, колегата, ве молам, да се надоврзе. Дали тоа значи дека не може да... Значи, дали тоа ќе значи дека во таква ситуација седниците на судот ќе бидат затворени, или дека новинарите кои што ќе присуствуваат таму ќе мораат да имаат безбедносен сертификат, или дека не мора да имаат сертификат, меѓутоа ништо од тоа што ќе го слушнат нема да смеат да го објават во јавност. Ве прашувам, бидејќи ќе се работи во иднина, предпоставувам на расчистување на големи криминални случаи. А дали со законов мислевте и на жртвите? Бидејќи ти викате јавниот интерес, треба тука да се заштитат од неовластено објавување. Во бомбите, жртвите каде се? Каде се жртвите во законот? Жртвите се заборавени. Кој тече низ ногавици. Индијанци бевте. Каде се жртвите тука? Дали жртвите се? Ова е само заштита на функционерите, јас така го сваќам законов, заштита на власта. Само да, ве одговорете на прашањето на Катерина и на Горан и да бидете по-концизни, затоа што ние немаме како во парламентот 4 сата. Не бе 4 сата. И конкретно ве прашуваме. Конкретно ќе ви кажам. За разлика од господјата Блажевска, која што се закани дека ако продолжи така ќе напушти дебатата, за навредата која... Бидете кавалер за да не ја напушти. Добро, еве вака, за навредата која што ја прави директна, со констатацијата дека овај глупав предлог мој... Апсолутно. Катастрофален. Јас нема да не напуштам дебатата. Токму поради вашата навреда, лична. Добро, сега ве молам, значи... Затоа, за да ви докажам во оно што е намерата. А намерата е токму вакви глупави упади во системот да се попречат. Ове глупави во систем? По пат на слободно новинарство и независно новинарство. Затоа што Уставот е дециден. Нема никој право да затира во приватното. Точка. За инкриминарачкото, криминално, кривично, морално, се има институционално како тоа се решава. Па што не го решивте? Полека, имате ли собраниска контрола на службите? Парламентарец ме слушате, да ме се слушате. Ајде, да, ајде. До крај. сега. Ве молам само да стварно прашање за парламент. Друго, покрај овој закон, во кривичното законодавство на Република Македонија има низа на закони кои што регулираат сфери. Дали некои материи се од класифициран карактер или не се, затоа што е тоа посебен закон за класифицирани информации. Во кривичната постапка е поставено и санкционирано кои материјали можат јавно да се користат и кои материјали не смеат јавно да се користат затоа што и наштетуваат на кривичната постапка. И од тај аспект идејата е оно што е кривично инкриминирачко во сите тие материјали кои што се поседува како резултат на прислушување. Дали тоа било законски или незаконски, допрва треба да го докажеме по пат на институционална процедура, по пат на анкетна комисија и на работа на специјалниот обвинител. И со сите тие работи, ни вие како новинар, ни ја како пратеник, ни ја како политичар, ни било кој, не смее
не смее ако држиме до демократското, законското и уставното да затира во приватното. Без оглед дали вие имате љубовник или не. Така. Еве сега јас ве прашам. Тоа не е мое право како пратеник, јас да ве напаѓам, затоа што сметам. Извинете, само... Тоа е работава. То никој не го напаѓа. Добро, и за жртвите да одговорите, за да одиме понатаму. Каде се жртвите? Жртвите затоа... Има да ги сотреме. Гледајте сега. Вие индијанци бевте навредувани. Тоа се индијанци, тоа е... Нека му служи на честно тој што... И како во очи може да ви погледам? Во очи? Добро, еве... Па ја не сакам со тој јазик да се користам. Ако јас сум индијанец, тој е mohikanic. Dobro, kažete mi kako тогаш кон жртвите и нивното обештетување? Законот дека ако како резултат на објава на некој материјал настапи смрт на посочено лице, тој што ќе го објави тоа му следи 10 години затвор. Иако е минимум 4 години. А тој што го причинил тоа? Тоа тек. Тоа јавниот обвинител специјален ќе го решава, така? Има. А јавниот интерес никаде го заборават и јавниот интерес Трпеновски. Јавниот интерес е во делот, ако за една работа во јавна набавка се имал за податок дека некој злоупотреби, во моментот кога јавниот обвинител ќе констатира дека има одговорност, тој има право и обврска да излезе соопштение зошто некога го казнува со тоа што го казнува. И ќе ве молам, она работа што е во државата дефинирана како тајна, класифицирана како класифицирана информација, тоа е закон посебен. Тоа е закон за класифицирани информации кој што сме го донеле уште кога е. И по тоа класифицирани информации. Тоа е во обврска. Добро, давате извинете, едно правно прашање, морам да ве прекинам. Не, само вака. Ќе молам сега. Како прав политичар одговарате. Ако е доменот на класифицирани информации, тој домен колку што е обврзувачки за мене, толку и уште повише обврзувачки и за вас. И до сега одговараме ако објавиме класифицирани. Еве, вие го знаете примерот од Министерството за одбрана, читањето на списокот на припадници на единицата за специјалци на болците, него на секторот за разузнавање во армијата, односно во Министерството, кој што е класифициран. И некој медиум тоа го објавил. Прво, ама како ќе го Трпеновски? Само да Прво, Трпеновски, вие треба да замислите дека со тоа... Влегувате во друга сфера. Ја морам да ве прекинам правно. Да ве прашам. Ако ќе ме прекинете, ама да го кажам ово. Не, само да ви кажам. Ако сте ставиле дека во законот се незаконски снимките. Во контекст на тоа, ама чекайте сега, како јавниот обвинител ќе истражува дали се незаконски кога вие веќе со закон во собрание тврдите дека овие снимки се незаконски? Тоа е негација на работата нејзина. Зошто ќе истражува? Вие сте објавиле список на луѓе кои што се припадници на тој сектор. Тоа го знаеме туку. Океј, сега во контекст на тоа, само да одговори, ако се сега носат закон со незаконски снимки, зошто тогаш обвинителката ќе истражува дали се незаконски? Во контекст на незаконски, ние имаме извештај од државниот јавен обвинител за примена на посебни истражни мерки, со кој е таму посочено дека колку пати тој во собрание го има дадено тој извештај последно. Он има обврска годишно да го. Ама по нека сега се колку пати еве. Добро, само да годишно има обврска. Дали ова година има тој дадено извештај? Го добивме, затоа ти зборам. Он има обврска годишно да поднесе извештај и ние го добивме тој извештај за 2014 година во 2015 година. И таму има пред крај 2016. Добро, сега зборуваме пред крај. Имаме уште 10 прашања, вака нигде нема да стигнеме. Кратко само. Државниот јавен обвинител поднел извештај за примена на посебни истражни мерки во толку и толку случаи, во толку и толку работи. И работа е на собраниските комисии тоа да го утврдат и да го контролираат. Но, како резултат на бојкот на собранието, соодветните комисии сами за себе и сами по себе, само од припадниците на власта не може да одат во контрола за да го утврдат тоа, затоа што не е соодветно. И сега, од тој извештај, која ќе се анализира,
окей, имавте законски одлуки за толку случаеви, но кога ќе одиме во контрола и ќе утврдиме дека покрај тие законски услови имате и 100 незаконски случаеви, што правиме со тие? Тоа е намерата, тоа е идејата, за во такви случаеви, доколку утврдиме утре дека имало незаконски, тие работи да не можат. Ама вие нели се ставате пред специјалната обвинителка? Уште едно прашање. Закон во кој се вели дека се незаконски, што таа ќе истражува дека е незаконски? Уште едно прашање за парламентот. Паралелно со неа да доколку покрај незината работа утре талат излезе, така? Покрај незината работа талат излезе и кажува Снежана Лукавска украла или добила толку пари како главен уредник на Топ тема. Давате плюс информации за нејзе. Еве, сега јас злоупотребувам. Така. Добро да подобри примери или под тука. Не знам како. Предмет на законот е тоа. Дека талат Ако има јавен интерес да се види корупцијата со објавување на некое што не смееш да го објавиш. Јавниот интерес не може да излезе пред институцијата која што е надлежна тоа да го утврди. Четириве партии е јавниот интерес. Ама и подопрен глас. Подопрен глас. Во антикорупција имате 10 предмети кои што се водеа против министра за одбрана Талат Џафери. Кој што после година дена ги добив. Има разрешено. Пример, Катерина, затоа не сакам тоа да го минимизирам. Суштината е да се остави на надлежните институции тоа да го направат, затоа што ни јас како пратеник, ни вие како медиум, не сте повикани пред надлежните институции да водите истрага и да водите констатации. Не можете да констатирате ви. Криминал прави. Ве молам, не можете вие да констатирате дека министерот интерес и да одговарам не можете вие да констатирате дека министерот направил злоупотреба, затоа што не е ваша надлежност. Да, можам да објавам јас тоа ако е јавниот интерес, за да заштитам некое друго добро. Вие можете тоа да го поднесете пред надлежниот орган, како што е јавното обвинителство или организираниот криминал, секторот во обвинителство и во полиција, таму или во антикорупција. Катерина, ве молам, од преска чека жената да постави прашање колешката. Ве молам. Како медиум, вие не можете да водите кампања истражна и судска. Никој не води истражна и судска. Тоа ви кажувам. Трпеновски, ве молам сега. Значи Катерина чека да постави прашање и ве молам. Ова не е монолог и не е театар. Сега ја мора да одговорам на прашањето што ги поставија према мене. На вистина, јас во 20 кусур години новинарство, ваква натегање не сме имале. Катерина, ве молам. Ја може да читам книга, ќе дадам пауза за реклами, меѓутоа ве молам пред тоа да читам книга и да молчам. Јас сум ве познат во собранието. Добро, ве молам. Значи, не сакам да поставам прашање, бидејќи мене ми е јасно се што се случува. Само сакам да кажам дека новинарите не можат да констатираат дека ен лице направило криминал, но можат да објават дека има индиции и должни се да го направат тоа. А тоа дека не смеат да објават дека постојат индиции за нешто и дека треба да одат директно во некоја институција, тоа можете предавање во Белорусија такво да држите и таму ќе бидете дочекани со аплауз, можеби почесен конзул, некаков ќе ве прогласат. Јас сакам да пишувам тема за верските стереотипи и етички стереотипи во политичкиот говор и јас морам да ги употребам како новинар така наречените бомби во кои лица од една партија за лица од друга партија ги употребуваат термините индијанци, шиптарана, а едно лице за кое Социјалдемократскиот сојуз, ве молам тишина, а едно лице за кое Социјалдемократскиот сојуз тврди дека е вице-премиерот Муса Џафери во еден разговор вели јас сум по-каур од каурите. Тие се вака интересни социолошки, да речам, појави моменти кои јас како новинар чувствувам порив дека треба да ги истражам. Ако сакате алегоријата да злоупотребите, злоупотребите вие. Што да злоупотребам? Алегоријата. Не алегоријата. Добре, окей. Јас сметам дека во 21 век во Република Македонија било кое лице
не може во политичкиот говор, дури тој да е приватен или да ги нарекува луѓето индијанци и шиптарана. Ако вие, господине Џафери, или вашата партија се согласила со тоа, јас, она што можам да го констатирам е дека вие го поседувате стокхолмскиот синдром, дека вие сте на некој начин заљубени во оној што ви ја киднапирал позицијата, што ви ја дале вашите гласачи, и дека вие сега нас ни носите едно парче хартија, денеска се појавувате во собранието, се представувате како предлагач и ни кажувате дека оваа шашма може да помине. Јас ќе ви кажам дека вечерва целата медиумска заедница е на нозе, дека веќе и Сдруженијата новинарски, односно едно, и дека синдикатот заедно имам информации. Добре влезот во емисијата во меѓувреме, можеби не знам, еве во Дескот сигурно знаат дали стигнало соопштение од синдикатот на медиумски работници, од Сдруженијата на новинарите, и дека најверојатно утре пред законодавниот дом, од каде што излезе ова глупаво парче хартија, повторно ќе кажам, со јасна цел, не вас да ве навредам, да го оквалификувам трендот кој што сега се создава кон нас, кон заврзување на рацете за наша работа, и јас не смеам тоа да го одмолчам и не сакам да го одмолчам. Може би утре пред законодавниот дом, од каде што излегуваат вакви предлози, вие ќе се соочите со еден голем протест кој што и нема да заврши толку, и нема да трае толку кратко, и нема колку вашата скратена постапка што планирате за ова да влезе во нашиот систем. И сакам да кажам дека се што ова е напишано овде, го гледам само како една политичка игра на партиите, вас две кои што сте во власта, со кои, пак ќе кажам, сакате да направите контрола на штетата. До вчера мислевте дека тоа го правите, но по објавувањето на новата партија Унитети, вие сваќате дека партијата ДУИ веќе има разнишани столбови, разнишана доверба во јавноста, се плашите дека тоа ќе се мултиплицира, го ставам ова во актуелен контекст, тоа е моја работа, јас сум новинар, ги анализирам состојбите и морам да ги крстувам појавите. Да се заштитите за избори. Значи, сакате да се заштитите. Предпочитувам тоа што го третирате и го констатирате. Бидејќи вашиот довчерашен партнер, зимострени, не ме прекинувајте, не ви дозволувам. Не ме прекинувам сега. Добро, само да завршите реченица, јас морам да објавам реклами по... Значи, вашиот довчерашен партнер кажа дека бомбите големо влијание, колку и да вреđате вие, нема проблем. Добре, јас бомбите извршиле големо влијание врз албанскиот електорат и врз неговото расположение. Јас ќе ве слушам до крај, отим вам, ни најмалку не ви ставам до албанските електорат. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата, да се смира страстите малце во студиото. Се враќаме назад во студиото. Оваа дебата е една од најинтересните кои можеби досега ги имавме, најтешките за нас новинарите, затоа што се однесува на еден закон кој ние го сваќаме како сопирање на нашето истражувачко новинарство и слично. Јас како модератор, овдека се кажуваат нели разни критики и вие имате своји аргументи, никој нема намера лично никого да навреди. И пред да го продолжиме разговорот на темата, сакам да ја вклучиме Сонја, нашиот репортер која се наоѓа пред клубот на пратеници и ги следи преговорите за изборниот законник, затоа што не сакам во сенка да паднат и овие преговори што во моментот се случуваат таму. И доколку ја имаме на линија, ве молам Сонја, дали има нешто ново околу преговорите, дали лидерите на партиите се таму и има ли изгледи исходот да биде пред полнок? Оти познато е дека македонските политичари по цели ноќи заседаваат, па наутро дознаваме и кој е специјален обвинител и каков изборен законник имаме и каков е договорот од пржино. Сонја? Да, Жане, те слушам, но на паркингот пред клубот на пратениците ништо ново. Преговарачките тимови се воздржуваат од информации, бидејќи во тек е процес на усогласување.
Неофицијално намаса е нацрт верзија презентирана од европскиот експерт Питер Ван Хауте, а базирана на предлозите што изминативе недели ги доставува партиите. Најтешко прашање е диаспората, дали таа ќе има своји репрезенти или само ќе го задржи правото да гласа во земјата. Избирачкиот список најверојатно ќе се пречистува според методот на скрстена анализа, односно со споредба на податоците што ги поседуваат различните институции. Дополнително на одредени места ќе се врши теренска проверка. Се разгледува идејата на медиумите да им се забрани да бидат спонзори на партиите и да изнесуваат уреднички ставови наместо информации. Разговорите се одвиваат по принципот секој со секого и сите заедно. По пладневот на работните групи прво им се придружија лидерите Заев и Тачи. Околу 18 часот на 10 минути помина и премиерот Груевски. Ахмети не доаѓа поради приватни обврски. Тоа е се што можам да кажам од пред паркингот, пред клубот на пратениците. Значи, останува најавата што околу пладне ја даде експертот Питер Ван Хауте дека не очекува долга вечера, можеби и долга ноќ. Сонја, очигледно дека ќе останеш уште многу часови. И јас имам едно блиц прашање поврзано со ова. Законов кој денеска беше предложен се свати и во јавноста се коментираше како некој вид на отстапки можеби од СДСМ за возврат на ова ќе дозволи гласањето на диаспората да се укине, да речеме ќе се дозволи избирачкиот список сега ќе се проверува само теренски и дека ќе има отстапки во изборниот законник за сметка на овој закон. Дали е така? Не, никако. Овај предлог закон никаква врска нема со избирачкиот закон, затоа што овај закон произлегува од договорот за специјалниот обвинител. И никаква врска нема со избирачкиот закон. Дали имате некоја информација во однос на преговорите сега? Апсолутно не ме интересира никаква информација од таму што се одвива, затоа што не сум дел од тоа и не сакам тоа да го коментирам и да го предпоставувам. Не сакам тоа да го прејудицирам. Затоа што предлог законот е резултат на претходниот договор за законот за специјалниот обвинител. И таму е воспоставена согласноста од сите лидери и од сите учесници да е потребно да се уреди со нов закон. И предлог законот, драфт текстот, како што е предложен, им го представив на сите представници на политичките партии на разговорите по однос на анкетната комисија. И во тој контекст не смеете да повлечете паралела на разговорите што се одвиваат по однос на изборниот закон и овој закон. И друго, сакам да одговорам на темите и прашањата што ги само да потсетам дека лидерот на партијата ваша кажа дека слободно може да се објават сите содржини од бомбите. Ама уште на почетокот кажа тоа. Уште на почетокот. И ставот на Дуи тогаш беше дека може да се објавува. На почетокот кажа тоа и тоа нема никаков проблем. Но како резултат на преговорите, на разговорите, на договорите, веќе кажа излезе дека ова треба да се регулира и да се врати во институционална рамка. Враќањето во институционална рамка значи и овој закон. Точка. Тоа е работата. А дали се тоа што се случува во Дујеве, Катерина го начина прашањето појавата? Немојте тоа да го поврзувате со овој закон, апсолутно нема никаква врска. Во Дуи, секој еден член на Дуи, секој еден функционер на Дуи има право на индивидуално размислување, на индивидуална одлука. Ако смета дека му е подобро да оди како што отишле, кај што отишле, тоа си е нивен избор и ние тоа не го коментираме, не ги сметаме за непријатели, не ги сметаме за, не знам, предавници. Тоа е демократски процес внатре. Дуи тие одлучиле така, ние тоа го почитуваме, тоа е дел од демократскиот капацитет во Дуи и никаков проблем друг нема. Тоа ќе го ценат и ќе го оценат гласачите наши. Тоа не е тема на разговори и на дилеми кои што се отварат на секаде. Само едно прашање што многу ќе ве молам во контекст на оно што остана констатација. Почитувана Блажевска, новинарите, медиумите имаат слобода на истражно новинарство и на доменот на индиција да мислат дека е тоа. Ни во кој случај новинарот не може да констатира состојба која што не ја потврдил или за која што не е повикан и во можност да ја потврди дека е тоа така. Све друго е во доменот на шпекулации, инсинуации и не знам што.
Јас како политичар не сакам да се мешам во ваша уредувачка политика во медиумот во кој што сте. И не ме занима кај сте и немам намера апсолутно. Но не се согласувам вие да давате констатации кои што не ви прилегуваат во типот глуп предлог. Украл Талат Џафери. Оти не сакам никого да... Добро, не ме спомнавте мене, ама ја не сакам да земам за пример. Да, ама немојте да правите прави што не сме ги кажале. Вие не абе, добро сега ја А исто така реков дека не се однесува лично на вас и затоа напоменав која почна. Не сакам да земам пример сега за да го подкрепам ово што го кажам. Сега ја не можам да прифатам ваша констатација дека Талат Џафери како министр крал. Затоа што тоа вие треба да го потврдите. А индициите, дали сум крал или не, може да кажете да, имало јавни набавки за ремонт на еликоптери во Министерство за одбрана и во таа одлука за ремонт има индиции дека Талат Џафери како министр сега. Господине Џафери, само да ви кажам, новинарите се и седма сила и се луѓе кои истражуваат. 77 сила нека бидат, но никој никому не му дава за право да го злоупотреби своето право на штета на правото на другиот. Никој од нас новинарите овде не рече дека ќе дава спекулации, дека ќе пишува. Затоа викам, сите имаат право на одговорност, само политичар нема право на одговорност. Уште многу кратко време, Катерина и Горан ве молам и за да завршиме. Друго, ќе ви кажам, нека ви е на чест констатацијата дека предлогот кој што јас како прв сум го подпишал е глуп. Нека ви е на чест. Ја понатаму не сакам да коментирам по однос на тоа, затоа што јас сум надлежен предлагач на закон пред законодавниот дом, утврдено со устав, со закон за собрание и со деловникот за работа на собранието. А вашето право не го засегам да тврдите што сакате, па и овде. Добро, сега да ја дадеме збор на Катерина. Во интерес на времето имам уште 10 ќе го третираат други луѓе. Ја не сакам такви квалификации да давам за новинари, за медиуми. Не се лични квалификациите, а сте храбар од сите ваши колеги, дојдовте единствен да се спротивставите со нас. И тоа го почитуваме. Какви што ги слушам овде, не сакам да давам за други. Медиумите ќе критикуваат затоа што е законот така. Една е критика, друга е квалификација. Критика е една, квалификација е друга и затоа не се сложуваме за квалификацијата што ја дадовте. Јас не земам за право да дадам таква. Се кажавте веќе, Катерина Повелет. Добро, ќе ги игнорирам лекциите по новинарство што не ги дадовте, се извинувам. Значи јас обично во мојот речник не употребувам такви зборови кога пишувам и во комуникација со колегите, дури и во шега. Ајде да не се дефокусираме само ве молам на релација и да остане само заради тој избор дебатата на тоа. Некои работи едноставно има ситуации кога мора да се кажат со вистинското име и тоа е тоа. Го почитувам ставот дека работите треба да се вратат во институционална рамка, не за законов како пакет. Ви кажав, само за еден сегмент, за приватноста на лицата и семејствата, толку точка. Но, јас сакам да прашам, како оваа ситуација излезе од институционалната рамка? Значи, треба да ја вратиме, меѓутоа мора да се направи истрага, како излегла. Второ, вие сте толку години во собранието, мора да ми одговорите, бевте членови во Комисија за надзор на работата на службите, за разузнавање, контраразузнавање и така натаму. Зошто досега не е направена контролата како работеле тие служби, кој не ја дозволи таа контрола и за чии потреби или за чии цели таа контрола беше спречена. Кога на тоа прашање ќе ми одговорите, не вие само, без оглед што бевте членови во една комисија, не на ова прашање општо, да, се уште сте и за зошто, да, тогаш, значи, ќе можеме да разговараме и за вакви закони како што дал предлагачот Талат Џафери и Крсте Муковски, кој што е под нивото на она што еден законодавен дом треба од своите клупи да произведе. Повелите. И јас дополнени и за ова анкетна комисија не може да се формира. Се гледа дека
власта не сака да се разговара за бомбите во анкетна комисија, која што треба да се формира да се проверуваат прислушкуваните материјали во собрание. Барам спера последните информации, Антонио Милошевски вика може, ама да не се разгледуваат бомбите, што ќе разгледува таа комисија концерт од некоја група, Морисе, што ќе разгледувате тамо нешто. Так, ја формирам комисија за прислушкувањето, а барам да не се разгледуваат бомбите, така наречени. Или книги че читате таму. Да, одговорите на овие прашања и завршуваме. Во позиција сум да одговорам на прашањата. Поддржувате определба да се работите вратат во институциите и од тој аспект сите напори се да се вратат таму. По однос на работата на собраниските комисии, каде што јас сум член, и факт е, јас сум член на Комисија за одбрана од 2002, кога сум станал пратеник првиот пат, и во континуитет. Член сум на Комисијата за следење за надзор на работа на УБК по однос на следење на комуникациите, и тоа е факт. Сум бил и во претходниот состав, кога бевме во полн состав, сум и сега, кога не сме биле во полн состав. И ако сметате дека контрола над институциите требале да ја врша власта, како што бевме во комисијата само јас и членот на ВМРО, без членовите и порано ко беа и сега во континуитет и во полн состав. И порано ќе ви кажам, сега. Оди тоа сум го кажал и во собранието, сум го кажал и пред медиумите. Контрола на самиот себе не е сврха. Мнозинството да оди да прави контрола на институцијата која што ја избра. Не случајно е определено со закон председател на таквите комисии да е член од опозицијата. И мнозинство во таквата комисија да има опозицијата. Друга работа е... Колку пати опозицијата досега ја посетила УБК? Господине Трпеновски ќе ви кажам и ово. Друга е работа што со деловник кој што го предложил председател на комисијата кој што бил од опозицијата до сега. Кој порано Горан Минчев. Не бе Горан Минчев, сега Горан Минчев нема врска со ово, Тито Петковски. Тито Петковски кој беше одбиен или кога прашуваше. Не беше одбиен, немојте така, не беше одбиен Тито Петковски, него не беше примен. Ама затоа викам погрешни ви се констатациите затоа што не ги знаете. Ама ние не ги знаеме изборно, што зборувате во ходници, знаеме што има во... Петковски ги кажува дека не е примен. Изборно, јас си ви потврдам што кажува Тито Петковски. Во што е проблемот? Проблемот е што е? Во овој период, од 14 до сега, комисијата не можела сама по себе, само со членови од мнозинството да оди да си го контролира сам себе. Зборуваме за многу понапред, кога беа комплетни. За многу порано ќе ви кажам дека имаше еден деловник тамо за работа на комисијата, во кој што се пропишуваше одлука за повикување на комисијата, за одење на контрола, ќе донесува председателот за свикување на комисијата. Значи, ексклузивно, комисијата ќе ја свикува председателот на комисијата. Беше Тито Петковски, така? Добро и... Член на опозицијата. И во моментот кога се реши Тито Петковски да ја свика комисијата, по деловникот кој што го подготвил Тито Петковски, што го донесовме како комисија во претходниот состав, беше определено дека за одење во контрола, одлука, комисијата треба да донесе со мнозинство. И сега, пример, јас не одам на комисија, комисијата не може да носи одлука. И па зошто не оде? Зошто не оде? Добро, само да ви кажам, ме гази времето, веќе мора да скратите. А зошто деловникот бил одлука да донесува комисијата? Сега, што направивме во таа средба на комисијата пред да се врати опозицијата со мое, сега не сакам себе да се истакнам, со мое укажување направивме во деловникот на работа на таа комисија потребата за контрола да не зависи од одлука на комисијата, него фактот што ќе го иницира еден член од комисијата
Тоа е обврска на комисијата да оди во контрола. Претходно беше комисијата треба да се најави. Само до крај да кажам. Ама не можам, треба да пуштам реклами, па ќе ме казнат и мене, јас имам тука некоја работа. Вие ќе пуштате реклами да се докажат до крај. Претходно беше комисијата да донесе одлука, па министерството да одлучи кога ќе оди на место. Сега поново знаеме имавме една прилика по случајот Бошковски. Кај што комисијата го прашува министерот за внатрешни работи. Имало посебни истражни мерки или немало? Званичниот одговор дошол нема. Па се утврди дека имало. Од таа причина во носењето на новиот деловник кажавме не. Поединецот како член ќе иницира и тоа е обврска. Пауза за реклами и одиме во завршница. Имаме 3 минути само и јас ќе ве прекинам и ќе бидам безобразна сега веќе на крај ако треба, па не може вака. Катерина имаше едно логично прашање во однос на 4 годишна казна овде вели дека ако објавуваме содржини, дали вие ги објавиле содржина и покрај заканата од казна? Овие се блиц прашања. Да, затоа што ако ми е потребно за обработка на одредена тема и ми послужи како илустрација или подкрепување на одредени индици, секако тоа би го објавила. Но еве може и да се жртвувам, например, ако случајно поради нешто што ќе го објавам, некакви тешки телесни повреди доживее господинот Џафери, ќе му се исполни желбата, например, јас ќе бидам казнета со казна затвор од најмалку 8 години. А колку е најмногу, се извинувам да знам? 10 за смрт доколку предизвика. Значи, дали ќе бидете задоволен ако добијам 8 години? Ова веќе да не навлегуваме. Трпеновски, дали вие ќе ги уништите сите архиви на Весникот? Не, нема да го уништиме. Ако јас ќе објавувам било што, ако имам докази, ако имам печат и подпис, значи јас ќе го објавам и без разлика да е 4 години или 15.000 евра. Бидејќи има Страсбур, има институции. Сега само кратко моје мислење. Една куса реченица за законов. Ова е само купување време да се пробијат роковите и во изборната кампања да ни се забрани дали на опозицијата, дали на медиумите да ја користат црна кампања или било каква, бидејќи немаше да збори опозицијата, освен да ја повтори само дел од бомбите. Сега тоа нема да е случај. Моите колеги беа кратки, ве молам и вие. Дали ќе го повлечете законот под притисок на јавноста? Ако утре ви излезат новинарите на протести, законот не го повлекувам. Не го повлекувате? Не го повлекувам законот, као прво, као второ. Анкетна комисија ќе се формира и ќе се бави со работа која што ќе му ја определи собранието како надлежност. А затоа е анкетна комисија. Добро, не го ширете, има пише 30 секунди. Добро, сигурно нема за цвечиња да биде. Да повика луѓе кои што ќе сведочат за нешта што анкетна комисија не е медиум, ќе објави само. И само да ве прашам, ќе тужите ли новинар доколку го прекрши законот? Дали вие лично ќе тужите? Јас немам потреба да тужам новинар, затоа што има надлежна институција која што треба да се бави со законот. Ама можете приватно да го тужите, зашто ви требаше институцијата? Ја такви оптужби лично сум имал и претходно без овој закон, па не сум се бавил со наводите на... Зато велам, има граѓански суд за кој што ќе се бави со тоа. Граѓанскиот суд е на избори. Ќе ме молам, неформално. Со што ќе се бави анкетната комисија? Дали председателот, дали друг анкетна комисија ќе се бави со тоа што ќе му определи собранието, не е формирано уште и тоа нема да го коментираме. Сигурно прослушување, сигурно нема да разговараме. Оно што ќе му определи собранието во надлежност, со тоа ќе се бави. Предметот на законот е предмет на надлежни институции, затоа што ако овде се определува кривична одговорност за едно действие на било кој, тоа кривично действие ќе се процесуира според кривичниот законник и според закон за кривична постапка. Не по моја желба, приватно ја. Не, приватно може на граѓански суд да не тужите. Што ќе ни е ова? Ќе кажеме, ме навредивте вие, затоа што би кажавте дека ова глуп предлог и јас ќе ве тужам. Тоа можете на граѓански суд. Тоа е граѓански. Нема да се бавам со тоа, затоа што е твое право, сечие право, да тврди дали е глуп предлогот или е добар предлогот. Добро, ви благодарам на сите што учествувавте на дебатата. Законот дава не го повлекувате, институционални решенија за да со него се бават институциите соодветни, не да се бави поединецот. Ќе видиме како ќе заврши гласањето во парламент. Ви благодарам на сите што бевте гости. Ја не можам да ја завршам дебатава очигледно. Додека вие кажувате дека не го повлекувате законот, стотици илјади рингтонови на мобилни телефони звонат со еден глас. Ало, началниче. И тоа нема да престане.
телефони звонат на мојот телефон. Аман, решете го ово лудило. Добро, ќе ви звонат утре новинарите што ајде, решете го. Ви благодарам на сите што бевте вечерва гости. Останува информативната програма на Телма телевизија да ви информира за вечерашните преговори кои се вршат во клубот на пратениците околу изборниот законник. Доколку нешто се случува, еве околу полноќ можеби ќе имаме и воредно издание на вечерните вести. Ви благодарам за вниманието и трпението со вечерашната дебата.